Почитувани граѓани на Старо Коњарево, почитувани присутни, добровечер. Најнапред сакам да ви се заблагодарам за присутноста вечерва овде. Навистина сум почестен што еве можам во својство на кандидат за градоначелник да се обратам и пред вас. Да бидам искрен, до сега ретко се гледаше ваква позитивна атмосфера во Старо Коњарево. Тоа ми дава уште поголема желба и елан за работа. Се повеќе сум убеден дека веќе конечно ќе успееме да направиме и нашата општина да биде дел од реформите кои се случуваат околу нас. Свесни сме дека секаде нешто се случува, но само не тука. Заложбите на ВМРО ДПМН во изминатите години резултираа со напредок во развојот на локалната самоуправа, што придонесе 99% од општините да влезат во втората фаза од фискалната децентрализација. А што е со нашата општина? Низ годините назад сум имал прилика секојдневно да бидам во непосредна комуникација со граѓаните. Имало средби кои биле со насмевки, а имало и такви кога луѓето биле скршени и се откажале. Но јас и мојот тим секогаш сме успевале за таквите да ја најдеме светлината на крајот од темниот тунел и заедно да исчекориме до неговиот излез. Некогаш сум бил во ситуација кога од мојата одлука зависеле животи и тогаш сум успеал да останам прибран и да успеам да донесам одлука која ќе биде вистинска. Јас сум семеен човек, но не секогаш сум бил со своето семејство. Не секогаш сум бил покрај нив да ги заштитам, но кога таму сум не достигал, имало одговорна причина за тоа. Сум бил потребен на едно поголемо, побројно семејство, семејството Македонија. Низ годините наназад ја имав несекојдневната привилегија да се најдам на многу места низ оваа земја. И секаде каде што отидов, преку луѓето кои ги запознав и приказните кои ги слушнав, го видов онаа најдоброто што го нуди македонскиот дух, а сето тоа го делам со вас. Почитувани, Старо Коњарево не смее да се најде на листата на отпишаните. Античкиот беден нема да го оставиме да биде заборавен. Нашите предци успеале да го изградат само од кршен камен и варов малтен. Наша должност е денес оваа место да го ставиме на агендата на модернизацијата и економските реформи. Доколку ја погледнете нашата програма, почитувани, ќе видите дека додека некои пружале отпор, додека протестирале, некој работел. Покрај генералните бенефити кои ќе се добијат со добивањето на општинската власт, таму се наоѓаат и конкретни проекти кои се внесуваат токму на Старо Коњарево. Со цел да се создадат услови пристојни за жителите, ќе биде извршено асфалтирањето на патот од Старо Коњарево до Ново Коњарево. Зашто правенствено ќе го изготвиме проектот и проектната документација, што ќе биде заложба и обврска на општинската власт од Ново село. По изготвување на документацијата, патот ќе биде асфалтиран. Почитувани, сето тоа кое го работиме не оставајќи и најмал простор за манипулација по примерот за работа на владата на Република Македонија. Спротивно на оние од нас, чии кажани зборови биваат однесени од ветерот. Она што за мене е несватливо, како можат таквите луѓе да дојдат денес и да го зборуваат истото што го ветиле, а не го оствариле. Додека работевме на нашата изборна програма,
изолирајќи ги проблемите како поединечни, дојдов до впечаток дека Старо Коњарево е едно од населените места во општината за кое се направени најмногу ветувања, а ништо од тоа не е остварено. Факт е дека на досегашните избори овде СДСМ секогаш победуваше, но во последните неколку изборни циклуси забележуваме огромна промена. Граѓаните полека гледаат позади кои стојат вистинските вредности. Не знам дали се сеќавате од истата оваа бина пред 4 години се обрати и актуелниот градоначалник поради се послабата подрушка која тие добиваат овде. Тогаш во замес рече дека во Старо Коњарево ќе го направи игралиштето, макар да требало да ја продаде и својата нива. Што се случи со неговата нива, јас не знам, но игралиштето јас не можам да го најдам, не можам да го видам. Поразителен факт за Старо Коњарево е тоа и дека 80% од уредените патишта кои се под ингеренција на општината се направени со сопствено финансирање од самите граѓани. Претежно оние кои се во странство, оние за кои тие пукаа владата кога им овозможи право на глас во диаспората. Оние на кои што во нашата програма им се обративме со посебно внимание и обезбедивме основа за инвестирање на својот капитал и враќањето во родното место. Драги мои, дома си е дома. Вие најблиските тоа најдобро го знаете. За време на кампањата за последните локални избори на вас ви беше ветен нов водовод. Таков водовод се уште не сме видели. Ќе беа асфалтирани сите патишта. Ставија на 2 места по 30 на метри и толку. Нека се здрави и живи вашите во странство. Почитувани, тие одат до таква крајност да кажат дека патот Старо Коњарево-Дражево и Дражево-Смоларе е направен од општината. Немаат ни срам, ни перде. За тие проекти предложени од нашиот пратеник Ромео Тренов, кога се гласаше во парламентот, нивните пратеници гласаа против и нема да им биде срам за тоа. Но да ви кажам, и не ме зачудува тоа воопшто, знаејќи од каде потекнува, знаејќи која е матицата. Знам јас, а знаете вие почитувани, колку вреди нивниот збор. Последниве неколку недели за сите нас беа како отворена детска читанка. Де одиме, де не одиме на избори, само за една недела, не знам колку пати, си го погазија зборот. И мислите ли дека сега на овие луѓе ќе им биде тешко да застанат овде пред вас и да ви кажат тоа ќе направиме, ќе биде така или онака? Замислите, немаат ни храброст сето тоа да го стават на хартија. Знаат дека во иднина граѓаните можат да се повикаат на тоа и да ги побараат резултатите. Толкава е нивната доблест. Наместо со проекти пред граѓаните, тие излигуваат со окрената тупаница и отпор против истите граѓани. Постапките во историјата почитувани се најголема потврда за исправноста на изборот во едината. Верувајте, донесувањето на правилната одлука во еден момент ве става во најповолна положба, донесувањето на следна, уште поисправна одлука од првата. Нам не прави среќни атмосферата во која ги држиме нашите митинзи, но сме уште посреќни кога секој еден посетител се труди да слуша збор повеќе од нашите обраќања. Тоа е знак дека сме успеали да ги поставиме новите критериуми за водење на политиката. Програми, даден збор, обврски, наместо свирење по патиштата, блокирање улици, блокирање институции. 24 март е близко. До тогаш седнете во своите домови, разговарајте со соседите. Или одвојте малку време и сами размислете, без да се правдате пред никого, што е тоа што ни треба нам. Нови дела и нов напредок или немири и опор.